Борбата на тутунарите за висината на цената за која годинава ќе им биде откупен макотрпниот труд продолжува. На само 5 дена пред крајниот законски рок за почеток на редовниот откуп, тутунарите оставени на игнор и од ресорното министерство и од откупувачите околу нивното барање заеднички да ја дефинираат откупната цена. За 300 дена тутуно не ќе да даваме. Не можеме да покриваме трошоците. Над 400 треба да биде. Од ти народот живеат од тутун. Има некој. Овде кога гледам младите бегат, барат живот. И ние сме млади, сакаме да бидеме овде. А сето е оскапено. И не ни онадува трошоците. Тутуно за 300 денари не го даваме. Ќе го чуваме за другата година, за 300 денари не го даваме. 300 денари не покрива, 400-450 да биде. Даваме 4-5 тона тутун секоја година. Па истото го имаме. Наводнуваме, имаме бушено бунари, едно друго, трошак имаме, бензин трошено, нафта трошено. Мора да се искачи тутун. Ако не се искачи, нема 1/4 народ да дај тутун. И додека македонските тутунари притиснати од роковите, но и од актуелните прениски откупни цени, периодов не знаат кој крај да го фатат, помош во конкретен предлог пристигна од опозицијата. Кога државата би влегла во целиот процес, конкретно преку тутунскиот комбинат Прилеп, кој што на неговите кооперанти ќе понуди повисоки цени, таа политика ќе следат и другите компании. Другите компании се гледаат дека министерството, државата се трга на страна, не ја призема иницијатива да најде соодветно решение и нормално они викаат дека не можеме да покренеме цената. На 5 дена пред откуп, да немате конкретен став, да немате одговор на прашањата тутунарите, да не понудите решение, е крајно несериозно. Инаку годинава родот е со добар квалитет, но е преполовен и ќе тежи едва и 12 до 13 милиони килограми тутун, наспроти очекуваните 26 милиони. Тутунарите бараат актуелната откупна цена со анекс на договорите да се зголеми од 5 на 10 евра за килограм. Ресорниот министер пак се пофали дека годинава цената ќе достигнела до 400 денари, кои за тутунарите се неприфатливи. Според законот, откупот треба да започне на 15 декември.